Движение
Много работи е нямам време. Не, само кратко стоите, да има повече. Може да стигне за малко. Ще се праши ли ти? Да, основно. Знам дека държу домашни да се пушат. И да грешите, че не са не удължени. Колко е повод организирате марш, колко време е болката се общиста? Значи ние като хуманитарно обдължение застанахме по-дебело и марш, а после 10 месеца трагичниот настан во Почерник, каде што изгубихме нашо дете, наша сограѓанка. Тука сме за да дадеме подршка најпрвен за разликените. За сето ова застана и нејзините другарки кои се позади мене. Болката е тешка,
Значи, не може да се опише со зборови. Денес сме тука овде да одадеме една почит, да го одбележиме нејзиниот небески роден ден, 27, значи, да беше жива, ќе го славевме на друг начин. Тоа е, значи, болка која не може да се опише и не може да се заборави никогаш. Каква личност беше? Значи, девојчето беше многу добра личност, комуникативна, со секого, значи, у секоја смисла, значи, добро бе. Како успеавате почитате? Па, значи, планираме тука пред храмот да запалиме свеќи, потоа ќе влеземе внатре каде ќе се чита парастас во чест на Кети. Ќе се помолиме сите заедно во храмот и потоа ќе направиме еден круг во вид на марш, тоест тоа ќе биде еден мирен марш, за да ја дадеме почит и се упатуваме кон културниот дом, каде што ќе имаме организирано програма во чест на нејзиниот роден ден, за одбележување на нејзиниот небески роден ден. Очекувате ли правда да излезе некогаш на видео? Па нормално, се надевам, колку ќе има луѓе. Имате и презиме? Презиме Джебелек. Те се води како? Хуманитарно здружение Бели Глобови. Значи јас сум како председател од здружение. Фала.
Значи, кој не е палил светле, ќе се запали, а другите, кој сака, може да улегне унатре. Ајде. Ајде, колку може на тоа. Почекаме ли малку или што е да си? Ајде, нека влез. Нека влез.
мирен марш, за да ја дадеме почит и се патуваме од вториот дом, каде што ќе имаме организирано програма. Почнеш? Да, почнувам. Благословен нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во веки веков. Свети Боже, Отче наш, кој си на небесата, се свети името Твое царство на Твоя, така да се хлебот наш, да не си представи долговите наши, да не ще постави наши должници, и не довираме изкушение, не избави от лукавия, защото Твое царство, и силата и славата, Отце си и свети се и секогаш, и во веки веков. Амин. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите заповеди. Сите свети го најда изворот на живота. Јајската врата да го најдам јас патот кон покаяние. Јасно загубеното јагне, повикано Спасителу. И спаси ме, благословен си Господи, научи ме на Твоите заповеди. Вие што го проповедате, јагнето Божјо, и вете загоди како јагниња, се преселете овече живот кој не старе. Него маченици молете го усамно, да не даду ослободување од долговите. Благословен си Господи, научи ме на Твоите заповеди. Образ сум на Твојата неизказлива слава. И јако мило събранието от прегрешенията, види милосърден към Твоето създание, Владико, и очисти го со Твоята милост, и сакалето над ковина дай ми ја, правейки ме обново жител на рајот. Благословен си Господи, научи ме на Твоите заповеди. Упокоја Боже Спаситело, Твојата рабина ќе Ти поставија, кај што се коровите на Твоите свети, Господи, праведниците светат како светила, починато да Твое чедо упокоја, презирајќи сите неизини согрешенија, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присно и во веки веков. Амин. Радувај се чиста која си го родила Богово тело, за спасението на сите, преку Тебе човечкиот род, најде спасение, преку Тебе да го најдеме рајот, Богородице чиста, благословена. Алелуја, 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 слава Ти Боже, алелуја, 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 слава Ти Боже, алелуја, 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 слава Ти Боже. Помилуј не Боже, според Твојата голема милост, се молиме, чуј и помни, што се молиме, за упокоение на душата на починател, човеките, за своите праведниците, Господ Бог несено, незината душа, тамо кај што почиваат праведниците, милост Божија Царство небесно прошта и разрешува незините гревови од Христа, безсмртниот Цар и Бог наш,
Просиме, Господи, помолим Сја. Господи, помилуй, зашто Ти си воскресен и живот и покой всеобщи град Божи, ке Ти, Христе Боже наш, Тебе славу своему Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже присно веки веков. Амин. Упокоја Спасителу наш со праведните Твоето чедо и всели го во Твоите дворови, каде што плуват праведниците, починат во Твое чедо, ке Ти упокоја, презирајќи ги сите неиздини, согрешенија, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и није и присно, и во веки веков. Амин. Ти кој дева си му засветил на светот, Христе Боже, и кој преку не покажи синови на светлината, помилуј не, нема свет како Тебе, Господи Боже мој, која подига силата на своите верни и не утврди благи на каменото Твоето исповедание. Господа, помолим се, Ти си воскресение, живот и покой всеобщи град Божи, починател Твое чедо, ке Ти, Христе Боже, што не слава Те Исусуваме, што разпочетка, што се влага в живот Твој, Твој дух и секо, и во веки веков. Амин. Навистина се е суета, животот е сенка и сонта, напразна толку се потресува секој човек, роден овде на земја, како што се вели во Светото Писмо, кога светот ќе го придобиеме, тогаш и во гробот ќе се вселиме, каде што се заедно царевите и сиромасни, затоа, Христе Боже, починато за Твое чедо, ке Ти упокоја како добар човек одјавни и многу милостив Бог. Со светите упокоја, Христе, душата на починатото Твое чедо, каде што нема ни тага, ни болка, ни воздишки, а живот бесконечен. Само Ти, Боже, наши несмртен, Ти си го створил со одно дела, кога ние пак земји од земјата, сме создадени во земјата, и се вратим како што се подобро си не создаден, се рекол, земја си до земјата, и се вратиш каде што сте луѓе, ке појдеме, плачејќи на гробовите. Алелуја, 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 може луѓето не може да го видат, да не го ресеат ангелските чинови да гледат, а преку Тебе сечисто им се јави на луѓето Словото воплотено, Него величајќи го се небесните војски, Тебе Те прославуваме. Мудрост, просто уставите да го слушаме Светото Евангелие, мир на ситата Евангелие. Од Светото Евангелие според Јован ке се чита. Да внимаваме, рече Господ, јас сум лебот на животот, кој доаѓа при мене, нема да огледни, кој верува во мене, нема никогаш да ожени. Но ви реков дека вие и ме видовте и пак не верувате се што ми дава Отецот кој дојде при мене, кој доаѓа при мене, нема да го исфрлам надвор. Оти слегов од небото, не извршувам мојата волја, волјата на Отца кој ме прати, волјата на Отецот кој ме испрати. Ова од се што ми дал да не погубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. Волјата на што ме прати, секој што ти го види Синот и поверува во Него, да има живот вечен, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Со душите на починатите праведници спасите упокој душата на Твоето чедо, прибирајќи ја во блажен живот, кој во Тебе, човеколюбче, во Твојот покој, Господи, каде што сте свети се упокојуваат. Упокој душата на Твоето чедо, зашто Ти си единствен, човеколюбец, слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ти си Бог кој сте завладал и веригите на окованите ги раскина, сам Ти упокој душата на Твоето чедо и сега и секогаш и во веки веков. Амин. Единствена, чиста и се непорочна дево, која безсемено си го родила Бога, моли да се спаси нејзината душа. Помил нас Боже, моли се милост, Тој што може да се упокои души, се моли да се упокои на душа на починатото чедо. Ке Ти да и се прости секој нејзино прегрешение, волно и неволното, Господ Бог да се нејзина на душата на кои што почиваат. Праведниците, милост Божјата, справедност, Христове смртниот цар и Бог наш, просиме Господу, помолим си, Господи, помилуј. Боже, од духовите на секој, телото кој сме
смртта си ништо дјаволот си го поразил, а на светот си му дарувал живот. Сам ти, Господи, покладиш на починатот вечеро, ке ти уместо светло, блажено, мирно место на покој, каде што нема никаква болка, така ни воздишка секое, неизмено прегрешение направено, место Бог дел или мислено, знаем, знаење, просто и зашто нема човек да поживе овде на земја, да не сгреши, бидејќи ти си Господи, ственио безгрев, твојата правда е вечна правда, Словото Твое е вистина, зашто ти си воскресение, живот и покој, височи град Божи, ке ти сте Боже, ще ве слава, слава, Отцу, Син и Святом Дух и Христа, веки веков, амин. Премудрост Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресна мртвите и владе на живите на мртвите, по молитва света пречистепи на порочна света своја мајка, душите на починатото чедо кети, да ја всели во населбите на праведниците во покојното на Авраама, и кod праведниците преседи нас да не помилуваш добар човеколюбив и много милостив Бог. Во блажено успение да и Господи, вечен покој на починатото Твое чедо кети и направи вечен помен. Вечная память, вечная память, вечная память. По молитвите на светилци наши, Господи, се Христе Боже наш, помилуй нас и спаси не. Амин. Уважаемо семејство, почитувани присутни, како што знаеме, Кети не беше единствената жртва која настапа во пожарот. Таа ноќ, кога поточно тоа утро, кога се разбудивме, бевме сите потресени од ужасната вест, дека голем број на човечки млади животи не само што го изгубија својот прерано го изгубија животот во оваа несреќа, но и голем дел останаа повредени кои до крајот на животот ќе ги носат трагите од таа кобна ноќ. Сите сме свесни дека кога се разделуваме од овој свет, тагуваме по нашите блиски. Но особено тагуваме кога некој човечки живот е прерано згасен. Особено тагуваме кога од овој свет си заминуваат луѓе кои не создадени семејство, немале време да го доживеат овој живот, немале време да создадат ништо, нити да остават некаква трага. Но тоа не значи дека во Бога не оставиле трага и за Бога не оставиле трага. Затоа што секој што поживее овде на земјата, како што слушнавме и во парастасот во тие молитви, остава свој траг. Остава затоа што тука има семејство, тука има родители и цел живот ќе го памтат и го спомнуваат во добрите дела. Затоа и живееме тука и затоа сме тука присутни. Овие млади човечки животи кои трагично загинаа во таа кобна вечер, ни се една опомена како ние треба всушност поодговорно да се однесуваме кој живот. Како треба да создадеме услови за иднината на нашите деца, нормални услови, и ова е поука за идните генерации како не треба да се чуваат објектите, како не треба да се става некој кој што не е соодветен да биде таму. За жал тоа е слика на целото општество, но и на нас сите. Затоа што сите ние сносиме дел од оваа вина. Треба да сме свесни дека секогаш човекот треба да чезне кон промени, но промени кон позитивното. Зашто се однесува до овие човечки животи кои прерано згасна, сакам да ви порачам дека Бог живее и Бог е Бог на живите. Бог не е на починатите. Затоа што сите сме живи во Бог. Бог е вечност и сите ние, и покрај тоа што прерано ќе заминеме од овој свет, и не е важно кога ќе заминеме, ние живееме вечно. И нејзините родители, нејзините блиски треба да се надеваат на доскорешната средба со Кети и со сите оние жртви кои што погинаа, и со сите оние кои што почиваат и постојано се иселуваат, да речем, од овој свет во одамде страниот свет, поточно во Царството небеско. Исто така треба да сме свесни дека не е важно како живееме тука во овој живот. Важно е што ќе понесеме, какви дела ќе оставиме, какви добрини и какви позитивни работи ќе остави човекот и ќе се пресели до овој свет. Затоа што светиот апостол Павле и големите свети отци велат дека по делата ќе не познаат дека сме Христови ученици. Затоа правете дела кои ќе бидат достојни за покаяние. Такви дела имаше и во оваа несреќа. Многу луѓе, спасувајќи ги своите блиски,
влегува во дискотеката за последен пат и не излегува. Значи, тоа е христијанство. Тоа е христијанска љубов. Тие се жртвуваа, својот живот го жртвуваа за да го спасат својот близок, својот пријател и на тој начин направија жртва пред Бога. Затоа што жртвата е вистинската љубов и жртвата е вистинското христијанство. Всушност и нашиот Господ Исус Христос се принесе себе си за жртва на крстот за да не спаси и нам. Така и овие страдалници кои што влегува да спасуваат други животи, слично на нашиот Спасител Господ Исус Христос, по примерот на христијанството, на нашиот Бог, се жртвуваа себе си и за жал некои ги изгубија своите животи. Нема никош да бидат заборавени, се радевам. Тоа е добро што масовно сте присутни. Во името на семејството ви се заблагодаруваме и ние како црква и се разбира дека овие примери се надевам дека ќе ни бидат поука како во идни да постапуваме правилно, сите малку повеќе да се грижиме и не да обвинуваме, бидејќи обвинувањето не носи никаде. Треба поуката да биде претворена во промени, затоа што ако не се промени нештото, нема да имаме нити подобра иднина, но нема да имаме ниту вера и надеж во Бога. Затоа што промената на секој човек е всушност она што треба да го направи секој христијанин, да се покае, да се вразуми и да постапува поинаку од она што постапувал претходно, да се преуми и на тој начин да го здобие или да се здобие со Царство Небесно и се разбира со добродетелен живот. Преку тој добродетелен живот да се стекнеме со Царството Небесно. Нека Бог ја прости душата на починатото Шерекети, нека е вечен нејзиниот спомен и се надеваме дека Бог ќе ги всели сите овие ангели онамо каде што припаѓаат во лоното Авраам, како што се помоливме во молитвата на Растасот, во преградките на Авраама и ќе им дарува живот вечен. И се надеваме наскоро, поточно после овој земниот живот, нивните најблиски да се сретнат со тие луѓе и можеби да си кажат она што не си кажале, не си докажале, додека бидејќи немале прилика тука да си го кажат. Да сте живи и здрави и молете се постојано за Кети, за сите останати, спомнувајте ги во вашите молитви. Бог ви благослови. Запалите ли сте сега? Да. Добро, можете сега, не знам како е организирано, но мислам дека челицата ќе е таму да дадат малку на салата. Има друг букамец. После кажеш.
Ajde, ovde.
Kako ne budete gledati sve? Нека намалат музиката.
Почитувани присутни, добро дојдовте. Денес овде сме собрани по еден многу тежок, но и многу значаен повод. Денес не го одбележуваме само роден денот на Кети, туку и љубовта, спомените и присуството што таа за секогаш го остави во нашите животи. Овој настан е создаден од срце за Кети и за сите млади животи што згаснаа таа кобна вечер, но никогаш нема да бидат заборавени. Ве поканувам сите да станеме и со минутен молк да ја дадеме почит на Кети и на сите 63 млади животи и трагично ги загубивме. Ви благодарам. Сега ќе дадеме збор на личност која беше покрај Кети секогаш, во животот, во секојдневието, па дури и таа кобна вечер. Иако таа успеа да се спаси, спомените, болката и љубовта за секогаш останаа со неа. Те поканувам да колку можеш да кажеш некој збор. Здравам. Предпоставувам дека повеќето од вас ме знаат, но за тие што не ме познаваат, јас сум Антонела. Таа вечер бев заедно со Кети и Боми и Стефанија, кои за жал ги нема повеќе меѓу нас. Од нашата маса јас бев единствената што успеа да се спаси. 16 е ден што ни ги промени животите на сите нас. Ден што за секогаш остана врежан во нашите мисли и во нашите срца. Болката е тука, не заминува и веројатно никогаш нема целосно да замине. Само учиме како да живееме со неа ден по ден. Денес тука сме собрани за да го одбележиме овој ден, во чест на мојата драга Кети, нејзиниот роден ден. За мојата најдобра другарка. Денес е ден што боли повеќе од било кој друг. Те познавав речиси целиот мој живот и се уште не можам да прифатам дека никогаш повеќе нема да можам да те видам. Во мене се уште живее чувството дека бевме неразделни. Се што имавме. Разговорите, спонтаните моменти, смејата, се тоа живее во мене. Ги носам со себе во секој здив, во секоја мисла. Секогаш си тука. Јас се спасив таа вечер, а ти остана во спомените, во љубовта што имавме меѓу нас. Секој момент со тебе е дел од мене и никогаш нема да исчезне. Се уште се сеќавам и секогаш ќе се сеќавам на нас, на таа ноќ, на насмеаните очи, на љубовта што ја делевме. Таа ноќ бевме заедно како едно за секогаш. Не знаевме дека тоа ќе биде последната ноќ заедно. Дека времето ќе застане токму таму каде што бевме ние. Од тогаш ништо не е исто. Деновите минуваат, јас одам напред, но секогаш нешто недостасува. Останаа мигови, останаа погледи, остана љубов што не знае да замине. Ние имавме нешто што не се објаснува. Нешто што не завршува. Иако не можам повеќе да те видам, можам да те чувствувам секогаш. Среќен небесен роден ден, моје најмило, те сакам.
Понекогаш зборовите не се доволни. Понекогаш музиката кажува се што срцето не може да изговори. Ќе ја оставиме сцената на момент да се подсетиме на Кети. Следува песна посветена на неа. Песна што зборува таму каде што зборовите запираат и што ќе не подсети на незината светлина, незината младост и љубовта што ја отстави за себе. Голема трагедија ја потреса Македонија, во голем страотен пожар во Окочани загина повеќе од 50 лица. Македонија е во шок по незапаметената трагедија во која што во пожар рано утре напад загина 59 лица. 15 people after a fire at a nightclub in North Macedonia killed. У пожар у ночном клубу у Северној Македонија погинуло е 59 особа. И тоа углавном младиха, меѓу жртвама се и малолетници. Неколку минути пред големата трагедија, никој не навестуваше што ќе се случи следно. Од видеата споделени на социјалните мрежи се забележува како оганот вивнува на десниот агол на таванот на објектот над бината, кратко по пуштањето на трскалките и брзо се проширува. Го забележува и пејачот и на публиката и вели да излезат надвор. Овде започнуваат да се слушаат и паничните викотници од публиката, но и безуспешните обиди за гаснење на веќе проширениот пожар. Се се случило за само 2 минути, раскажува млада студентка по медицина која била присутна во дискотеката. Вели немавме доволно време да сватиме што се случува. Кога дојдовме при себе, раскажува, се случи стампедо, не гледавме каде газиме. Насмевка блескаше секогаш, срце широко за секој друга. Смејата и беше лек за сите маки, девојка што знаеше да сака со жар. Ноќта блескаше светла и музика, ритам што срца ги спојуваше. Никој не знаеше дека таа ноќ со солза судбината се збогува. Кети ангелу, каде беваш сега? Ниско небесе таа е злато и светлост, да живее кај нас во секој здив и плач. Во огинот згасна една песна, во пламен мокна млад сон, но не и љубовта што ја остави, да гори посилно од секој оган, секој стих. Кети ангелу, слушаш ли сега, како те
свети ангелу, нека ти е светло небото. Родители кои таа вечер ги загубија своите деца, а денес се тука со тивка сила и огромно достоинство. Родители кои ја носат најтешката болка што еден човек може да ја понесе. Нивното присуство денес е доказ за сила, што тешко може да се опише со зборови. Ке ве замолам за тишина. Овие зборови не бараат одговор, ниту аплауз, само да ги понесеме со нас. Го замолувам представникот на Сдруженијето на граѓани 16 март да се обрати. Зборовите што ќе ги кажат родителите остануваат со нас. Овие 63 светли ангели остануваат со нас за секогаш. Кога ќе ги видиме овие лица, кога ќе ги слушнеме нивните имиња, тивко ни се враќаат спомените и љубовта што тие ја носеа со себе. Тие се нашите ангели, нашите спомени и дел од нас за секогаш. Тивко продолжуваме со видео што ги обединува сите 63 млади животи, 63 имиња, 63 светлини. Еден спомен што никогаш нема да згасне.
Мајката е срце, мајката е дом. Мајката е нежност, мајката е топлина. Мајката е светлина. Со нас е мајката на Кети, чие срце носи вечна љубов за својата ќерка. Таа љубов и светлина ќе останат со нас за секогаш, да не потсетуваат на убавината што ќе ти ни ја дари. Сега, доколку има сила, ќе ја поканиме да се обрати со неколку зборови. Ќе ве замолам за тишина и почит. Во овие најтешки денови од нашиот живот, кога зборовите се тешки, а тишината најгласна, од срца сакам да им се заблагодарам на сите сограѓани, роднини, пријатели и гости кои ми дадовте поддршка за трагичната загуба на нашето дете. Вашето присуство, секој направен утешен, секој изговорен утешен збор, секоја солза споделена со нас, свеќе запалена, цвеќе положено и порака со сочувство, ни дадоа сила да ја издржиме болката, која не може да се опише. Во моментите кога срцата ни беа скршени, вашата човечност ни покажа дека не сме сами. Денес сме овде да го обележиме нејзиниот роден ден и да им укажеме чест на другите 63 ангели што им згаснаа животите таа вечер, кога требаше да се забавуваат, да живеат и да сонуваат за нивните неисполнети желби. Денес стојам пред вас со скршено срце, што никогаш повеќе нема да биде цело. Загубив дете. Денес е првиот невистен роден ден. Имаше само 26 години и многу голема желба за живот. Животот продолжи. Нашите застанаа. Се што беше таа љубов, светлина живот, денес живее само во спомените. Болката нема крај, празнината нема дно. Ќе учиме да живееме без детето во срцата што за секогаш останаа скршени. Нека е светол небесниот роден ден, ангело наш. Се надевам дека сте сите заедно во свет во кој нема болка, а на нас ни останува да се молиме за вашите души и да ја чекаме наредната средба со вас. Се заблагодарувам на сите гости, на сите пријатели, сите присутни, благодарност до нашата градоначалничка, што секој пат е во сите моменти или за лошо и за добро со нас. И се заблагодарувам што ми дозволи споменот за Кети да го направам вечен со една мала биста во паркот на младоста. Се заблагодарувам на сите гости што сте овде, на сите родители што изгубивме и сите заеме колку боли да се загуби дете. Благодарност до медиумите и до целото нејзино друштво. Фала. Тоа ми беше една прилика, затоа што и во најтешките моменти бевте тука секој пат за нас. Секој пат ми помогнавте и вие сте ми една поддршка со граѓани на Македонска Каменица. Благодарам за се. Кети, прва моја. Еве дишам, а не дишам. Еве сонував, а веќе не сонувам. Живеев, а веќе за живот не помислувам. Оти по тебе тагувам, оти за тебе тагувам. Оти тагава за тебе не поминува. Оти од оваа тага поголема не сум видела. Оти поголема не сум доживеала. Оти за сестра не поминува.
болка. Болка за сеќавања, болка за години поминати во убавини. За неразделливи мигови, за смеа, па за седенка, за кафе муабет, па за пиенка. Оти болката не прекинува, оти за тебе не поминува. Оти смртта не е најсилна, оти љубовта наша е посилна. Ние немавме само другарство, ние имавме љубов. Не ми вели дека смртта е посилна. Има нешто посилно од неа, нашата љубов. Смртта само разделува. Оти за човек како неа не поминува. Оти по човек како неа во болка од ден во ден се живее. Благодариме денес што бевте со нас, што го чувте секој спомен, секоја насмевка и љубов што ќе ти ни ја остави. Нека светлината и спомените на сите овие млади ангели останат за секогаш во нас. На 16.3.2026 година во Кочани ќе се одржи комеморативен настан по повод една година од трагедијата што за секогаш не промени. Тоа ќе биде ден на сеќавање, на тишина и на заедништво. За сите кои ќе сакаат да присуствуваат, ќе биде организиран превоз, а деталите за пријавување ќе бидат дополнително објавени. Настанот ќе го завршиме со видео посветено на трагедијата во Кочани. Ви благодарам уште еднаш. Знам, ќе живее приказната за Кочани, за болката и тагата за очите прерано затворени. Не спомнувај ништо, ќе се сеќавам вечно на пламенот и писокот, мајки во нокта подава рака. Татковци низ пламенот чедата ги барат, но слушени на земја тивко спијат, на дискотека пулс, данокот го платија. Нема да ве заборавиме, мирно спите ангели вечни, таму барем правда постои. А ние овде ќе се бориме и ви ветувам ќе се одолжиме. Молк на секаде, а во душата револт, тажни приказни за вас ќе се слушаат. Кочани ќе го памети овој злостор за своите деца, за долговите што системот крвнички ги наплати без дух.